зборувавме, во која ќе го видиме Дејан Митров против Елвис Сусури од Албанија, категорија до 65 килограми. Зборувавме за Дејан Митров претходно, човекот кој што има 5 победи вкупно во неговите настапи на македонскиот борачки бисер во неговата кариера и 2 пати освојувач на оној престижен трофеј во досегашните негови учества на македонскиот борачки бисер. Дејан Митров е во црвен дрес. И неговиот противник Елвис Сусури во синиот дрес, дали претходно повторно ќе имаме некој прогласување. Малку се развлече сето тоа. Еве, Димков, зборувавме доста и на овој борачки бисер, традиционално надпреварување кое што се ближи кон својата 4-та деценија, до комплетирање на 4-та деценија од своето постоење, како еден од најпрестижните, најпознати турнири, секако по оној Данколов во Бугарија, еден од најпознатите во Балканскиот регион и пошироко, но со традиција која што е меѓу најбогатите во Европа воопшто. Точно, турнир кој всушност го одбележува македонското борење, кој го следи македонското борење во почеток со струшкиот бисер, со почетоците од струга и понатаму нешто што е круна на сезоната во поединечните надпревари, обично традиционално се одржува во овој период. И туку има еден мал хендикеп и можеби треба да размислиме виднина во кој период да го правиме, бидејќи сега е некоја измеѓу сезона кога се борачите после европските првенства силно се надпреверуваат по своите репрезентации за настап на светските првенства. И тука имаме еден вакуум простор. Да, вакуум простор, меѓутоа тука требаше да дојдат, а молдавците имале некои проблеми, тие заглавија буквално во Бугарија некаде се случи, имале некој проблем со возилата, значи не допатува, а што се однесува до бугарската репрезентација која традиционално настапува на овој турнир, тие не допатува ни еден затоа што овој ден се одржува таму кај нив државното првенство. Значи на добра синхронизација во тој поглед каде што се одржува и што се има за да се има поквалитетен турнир и во подобра форма да се борачи. Да, и мислам дека треба да се најде еден друг термин, можеби ова традиционално се прави, значи многу битна и традицијата да се обстои тука да биде. Меѓутоа плюс минус со мало поместување можеби. Да, можеби малку може да се направи така да се искористи да можеме да имаме поголема масовност. Да се концентрираме малку на настапот на Дејан Митров. Тој е секогаш еден од фаворитите за освојување на престижниот трофеј. Покрај 5 победи што ги има досега, ќе му треба атрактивна борба за да дојде до такво нешто. Минатата година освојувач беше сегашниот негов тренер Љуѓин Вранези, кој што имаше атрактивен настап во финалето, кој што беше негово проштално како активен надпреварувач. Дејан Митров има уште многу пред себе во кариерата и еве го сега ги освојува првите поени. Плюс 2. Тука е напред 2, иако реагира албанскиот борач, чиста е акцијата, меѓутоа е многу тешка, бидејќи тоа е една позиција, ние викаме сарма во партер, и кога противникот буквално му е вклештена ногата и тука е така болна една ситуација. Иако имаше позиција каде што го држи за вратот, меѓутоа беше чиста, така да немаше некое давање во тој дел. Меѓутоа сепак беше ослободен од страна на судијата по реакција на 4-0 не успеал албанскиот борач да влезе во нозете, е одлична молневита контра на Митров кој доаѓа до 6-тиот поен и оди на ногата на противникот за да проложи. Ево сега првиот поен на Сусури. Осум-еден е резултатот. Да, многу брзо дојде огромна предност и ова како што делува може да биде со рана завршница, со технички туш, ако се следи примерот на оние неколку борби во кои имавме доминантен борач против не така расположени. Па мислам дека му требаат уште 3 поена за да тука некаде 4 поена.
Тоа е готово веќе, меѓутоа ќе Чека да заврши да. акцијата, значи обично така се случува. Да. И уште 2 поена, меѓутоа веќе непотребно. Да. Убедливо, доминантно, уште во првата рунда технички туш за Дејан Митров, една импресивна нова победа во дуелот со Елвис Сусури и сега сосема заслужено овации за него. Честитки од противничкиот тренер за оваа победа. Вкупно 6-та за него, 6 триумф во настапите на македонскиот бисер во неговата кариера. До сега освои 2 трофеја како носител на најпрестижниот трофеј, најпрестижната награда. Сега би рекол имаме 2 фаворита, објективно земено. Јасин Реджелари, кој исто така имаше одличен настап, имаше и повреда, па се врати, го доби со технички туш мечот со Елвис Сусури, а сега Дејан Митров уште поубедливо што во првата рунда успеа да го добие со технички туш Елвис Точно, Сусури. тука ќе се бара, значи носителот на трофеот, тука ќе се бара најдобриот македонски борач и сега ќе видиме кој